вечер, почитувани гледачи. Се надам дека не гледате добро и ние вас на некој начин, затоа што за видот ќе говориме, за очите наши, за се она што ни е значено да го знаеме, за да си ги заштитиме очите и да го заштитиме видот. Значи ќе говориме на некој начин за очното одделение, офталмолошкото одделение при клиничката болница во Штип, кое што обслужува цел еден регион и кое што е уште како важно. Тоа најдобро го знаат оние кои што си имаат мака, но секој може да е во таква ситуација. Навреме треба да се реагира. Токму затоа наш и ваш гостин е вистинскиот човек за оваа работа, раководителот на очното одделение при клиничката болница во Штип, доктор Страхил Газепов. Докторе, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Очното одделение, реков, на клиничката болница. Јас, значи, пред да преминам на она со што сакам да започнеме, во новата болница која што треба да се гради, верувам дека е предвидено очно одделение каде што ќе има место за сите оние апарати кои што се добија. Дали сте запознати со тоа каков е планот со новата болница? Да, целиот план го немам гледано, меѓутоа знам што ние како одделение, како наши потреби за наредните 20 години со развојната компонента, со опремата што имаме и што опремата што ќе ја добиеме, ќе биде вметната во тоа очно одделение, така да некаде 4,5 пати треба да имаме повеќе простор од сегашниот, со едни високи стандарди, со едни, значи, одвоени делови за пациентите, одвоени делови за персоналот, кај што нема да се мешат патологија со здрави делови, кај што ќе бидат изолирани операционите сали и ќе се постигнат највисоките светски стандарди на офталмолошката пракса. Така, тоа е нешто што го очекуваме, се разбира, макар што и во моментот очното одделение е, барем во поглед на апаратите кои што во последно време многу се донесени на едно ниво кое што одговара на стандардите. Но да започнеме со нешто друго. Вие дојдовте кај нас со еден флаер, една информација која што говори за нешто што ни предстои. Светска недела на глаукомот. Малку појаснување за нашите гледачи, бидејќи уште како е битно за она што сакаме да го говориме. Значи, очното одделение при клиничката болница традиционално веќе неколку години поред е учесник во светската недела на глаукомот. Се вклучуваме во борбата на глаукомот и таа недела, бар до сега, јас се надевам дека и со менеџерскиот тим ќе најдеме заеднички јазик и ова година да имаме бесплатно мерење на очниот претисток кај нашите пациенти. Значи, ќе имаме и повеќе активности околу таа недела. Најавено е предавање од професорите, од шефот на катедрата и другите професори при Универзитетот Кирил и Методи од Скопје на граѓаните, нели ќе биде отворено предавање за целото и значењето на раното откривање на глаукомот. Исто така ќе бидат и веројатно пунктови кај што ќе можеме да ги со скрининг да ги мериме очните претисоци кај луѓето, ќе бидат отворени ширум низ Македонија. Можно е да имаме таков и во Штип во рамките на одбележувањето на ова недела, така да ние активно ќе се вклучиме за сите подетални конкретни наши активности, благовремено ќе ги информирам медиумите. Во ова прилика само сакам да ги повикам граѓаните што помасовно да дојдат. Сега веќе е лесно, значи имаме бесконтактни турнометри кај што за само 2 секунди без контакт, без болка можеме, без капки, нели, можеме да им го измереме очниот притисок и да ставиме крај на глаукомот. 9 до 15 март забележувам дека ќе биде неделата. неделата. Значи од 9 до 15 март, тоа е одма после 8 март, значи неделата после 8 март, да. И ќе можеме, нали, ние да им честитаме на нашите со бесплатни Како што се дотеруваат нашите сограѓанки, можеби да имаме проблеми тоа недела со видот. Ќе ве прашам веднаш после гледачот и за значењето, што е всушност целта на ова што ќе се прави и што имаме светска недела на глаукомот, но прво гледачот, добро вечер. Ало? Ало? Добро вечер, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, повелете. Тони? Да. Мене ме интересира за вчера кога се јави Венцислав Кавраков. Да? Зашто го исклучи? Многу убава збор. Затоа што пуштете гледачката, пуштете. Да ви одговорам. Затоа што може да говори многу убаво, ама секогаш истото и го знам напамет и го знаат сите гледачи. И прашајте се зошто ниту една телевизија не го пушта и јас кажав минатиот пат кажа дека нема да се јавува. Значи, кога ќе поставува прашања и нема да говори повеќе од гостите и нема да биде стручен за сите теми со истото. Значи, ќе ви кажам што гасификацијата, слободната зона, пензионерите работни места да прават,
Белки има нешто ново да се каже. Затоа, за ништо друго. Одиме, што е значењето, што е целта, што се треба да се постигне со оваа недела? Значи, кратко сакам да информирам, немаме повеќе простор во емисијата, дека глукомот е втора причина за слепило на светско ниво. Тоа е една подмолна болест, една опака болест, с повеќе пати на вашата телевизија имам го тоа изјавувано. Значи, не предизвикува болки, нема црвенило на око, практично нема ни еден симптом на покачениот очен притисок, а тоа подмолно ни го уништува нашиот очен нерв, нашите осетни клетки. Значи, самите не сме свесни дека нешто имаме додека... Да, и дека го имаме тоа. И знае, кога веќе ќе се појават првите симптоми, понекогаш да биде и касно, веќе да не можеме да делуваме во смисла на очувувањето на добрата видна острина и да доведе до неповратно слепило. Впрочем, и ние многу од пациентите кои се со слепило во регионот се, значи, на голема бројка имаме баш од оваа опака болест од глукомот. Целта на оваа кампања е да ја рано откриеме, да детектираме покачен очен притисок во очите, благовремено да се преземат мерки, да се држи цело време под контрола, за да не дојде до оштетување на очниот нерв и на тој начин да го спречиме губењето на видот. Да имаме една длабока старост кај нашите граѓани и преку 80 години, а со добра видна острина. И да ги предизвикаме порано да се јавуваат, да ги проверуваат, да го проверуваат. Да. Одиме, пак со гледаш, добро вечер, повелете. Чекам, само се слушам. Ало, повелете. Ве слушаме, повелете. Добар ден и поздрав до емисијата. Поздрав до господин доктор Газепов. Дали може да поставам едно прашање, кое ме вака засега? Моето прашање е вака. Имаше еден застој во болницата во операцијата за катаракта. Еден член од моето семејство веќе подолго време, околу 1 месец чека. Па до кога ќе биде ова чекање? Така, добро. Ова ни беше предвидено како прашање, но што веќе го поставивте да одговориме. Да, се можеби одговара токму на тоа, има ли капацитет да се одговори на сите пациенти, зашто се чека на ред, кои се објективните ситуации што доведуваат до вакво нешто? Значи, пред отприлика 2,5 години, благодарение на владата на Република Македонија и Министерството за здравство, ние добивме најмодерната опрема за операција на катаракта на наше точно оделение. Паралелно со добивањето на опремата, сите колеги од очното поделение беа купатени на едукација, на обука за истата, бидејќи станува збор за многу софистицирана техника и метода. Практично сите ние колеги, тогаш и колешката Икономова и колегата Мишев, и јас бевме на обука во странски центри за лекување на ова болест на катаракта. Веднаш по нашето враќање ги добивме најдобрите ментори, значи гости кај нас беа професор Стефановиќ од клиниката за очни болести од Белград. Ни беше гост, имавме гост од Америка, искусен офталмохирург со 2 приватни болници во Мириленд и во Пенсилванија. Перманентно ни доаѓа, значи, на помош доктор Алек Топов од Токуда хоспитал од Софија. Значи, и други имаме гости, се со цел ние што побрзо и по-леко да можеме да ја усвоиме таа метода, да се справиме не само со обичните катаракти, него и со комплицираните катаракти. Нашите пациенти знаат тек кога ќе го загубат целосно видо, да се јават на доктор, обично доаѓаат у позакасната фаза и тогаш станува збор за малце по-комплицирани катаракти, кај што пердето знае да биде малце потврдо, кај што ќе треба повеќе ултразвук, кај што целата операција станува една нијанса по-комплицирана и заради тоа, значи, ние одивме постепено за да можеме, значи, да не направиме кај ни еден пациент да не направиме проблем, а да можеме сите наши пациенти да ги оперираме тука. Добрите резултати, добрите бројки резултираа со еден масовен прилив на пациенти на нашето очно оделение во Штип. Ние во моментот имаме листа на чекање преку 600 пациенти и тоа можам отворено да кажам, имаме пациенти од Скопје, од Гостивар, од Охрид, од Битола, не само од нашиот регион. Редовно имаме пациенти од Стурмица, бидејќи они се дел од источна, од овој регионален дел кој го покрива клиничката болница од Штип. Они пред некој време почнаа и самостојно некои имаат обиди. Јас се надевам дека они во тај правец ќе напредуваат повеќе. И ние практично во ход ги решаваме сите тие проблеми кои ни се случуваат
Значи, изненадно, таа голема бројка ние и не сме очекувале, толку голема бројка, меѓутоа, што е тука, тоа се наши граѓани, наши пациенти, направени се воредни напори, благодарение на министерот за здравство, господинот Никола Тодоров, имаше разбирање за овој проблем, ни го зголеми буџето за офталмологија за ова година, значи со еден збор, така да се ова година очекуваме да ни биде практично дублиран буџето за број на операции кои треба да ги сработиме. Во моментот некаде имаме, како што се плановите, 390 до 400 операции за ова година. Јас се надевам дека ќе дојдеме до проширување на ова бројка. Значи со работата мислам дека ќе успееме да ќе имаме дополнителни инпути од Министерството за здравство. Таа морам да кажем, имаме прекрасен линк, значи до сега не сме имали никаков проблем. Голем е интересот и затоа толку многу преголема е бројката, меѓутоа ние сите пациенти ќе ги оперираме, веќе значи сите лекари на очното оделение, ние сега сме 5, значи со 20 помлади колеги, веќе сите самостојно оперираме, така да покомплицираните пациенти нели ќе ги бидат со помош со ментори од надвор. Морам да тука да напоменам дека во март имаме најава и доктор Наум од Трпеновски од градска болница 8 септември во Скопје, нели дека ќе ни дојде исто малку ниспомош, се со цел да можеме што повеќе пациенти можам да заклучам дека уште како можеби е потребно и кадровско уште екипирање и уште повеќе, сето тоа очигледно е. Значи, сега сме ние 5 лекари, според програмата идната година треба да имаме уште еден на специализација 6 и мислам дека со тоа ќе бидеме комплетни. Така да се надевам дека помалку ќе чекаат граѓани. Во исто време морам да напоменам дека за да излеземе во пресрет на граѓаните, отворивме втора амбуланта во здравниот дом. Значи сега ни работат 2 амбуланти во здравниот дом перманентно, за да можеме што повеќе пациенти да ги прегледаме. Практично само неколку дена се чека веќе наред за офталмолошки преглед за повеќе пациенти и во функција се ставени практично сите други останати апарати кои ги имаме. Така да вклучиме само уште еден гледач кој што не чека, мислам режија дека после гледачот реклами треба да имаме. Добро вечер, се извинувам што почекавте. Ало? Ало? Добро вечер, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав до гостино. Благодарам. Имам едно прашање. Дали може да се наследи глаукома? Може да се наследи глаукома, пошто имам во фамилијата вујко болен од глауком. Јас бев оперисана од носев -9, очното јаболко ми е добро, но син ми исто носи научари. Дали може да има некоја генетска врска со глаукомот, сакам докторот да ми одговори. Генетскиот фактор и наследност, така. Да, добро, благодарам, пријатно. Значи имаме во некои типови на глауком имаме генетика, значи можно е да имаме дојде до појава на покачување на очни притисок и до појава на глауком. Јас ги повикувам овие наши граѓани што побрзо да дојдат во очните амбуланти во здравниот дом. Значи тоа е втори кат, одма лево од скалите и ќе се не мора да се чека неделата на глауком, значи ќе направиме сите претраги и анализи и значи ќе видиме на чисто дали имаме или немаме и пациентите ќе бидат мирни. Кога веќе се најде подобро да проверат сигурно. Кога немаме значи пациенти кои се збринети, за нас е многу тоа полесно како лекари, да. Така. Режија, време е за првиот блок на реклами. Стоп! Време е за штедење. Се прашувате како? Со вградување на сончев колектор. Се прашувате од каде? Се разбира од најдобрите Enter Solar. Колекторски системи со капацитет од 100 до 330 литри и висококвалитетен резервоар од инокс што овозможува температура на водата до 99 степени. Докажан квалитет, најдобри цени. Enter Solar во Кочани спроти градскиот парк и во Штип во населбата Сењак 3. Патувајте за 8 март со Феријал Кашиков, автобуски, романтичната Венеција, мистичниот Букурешт, ориенталниот Истанбул, баварската престолнина Минхен, градот музеј Краков, Љубљана, Сараево, Утраки, Златибор, Банско или Буровец.
авионски Милано и Амстердам или изберете од хотелските понуди Сандански, Неа, Каликратија и патувајте со сопствен превоз. Изборот е ваш. Подарете со љубов едно незаборавно патување. Тоа е најдобриот начин да им го честитате празникот на вашите најдраги. За се во вашиот дом да е на свое место и во функција. Барајте го Аџико. Аџико, за секој дел од вашето омилено место. Дали и вие го имате истиот проблем? Затоа Алпан ви нуди решение за заштеда до 76% на енергија со профилите на РХАО Генео и најповолни екокредити и плаќање на рати без камата со кредитни картички. Густа борова шума, кристално бистра вода, амбиент што го одзема здивот. Аурора Ресорт и СПА Берово, за спокој и душевен мир. За чист воздух и здрава храна, посетете го нашиот мал волшебен рај. Идеален за одмор, релаксација, спа активности, но и за вашите прослави и свечености. Во луксузот на модерно опремените соби, амбиентално обработен ресторан, комплетно опремена конференциска сала, почувствувајте дека сте посебни, повласни, позаслужни. Надворешен базен, внатрешен базен, фитнес сала, сауна, парна бања, масажа, релаксација, велосипеди и сафари джипови. Бегство од секојдневието, но и авантура идеална и за вашите деловни состаноци, семинари, конференции и тимбилдинг активности. Во Аурора Ресорт и СПА се на едно место, светски, а сепак наш. Контактирајте не, посетете не. Аурора Ресорт и СПА Берово. Како што јаделе баба и дедо. Вкусно, здраво и обилно. Чорби, тавче, гравче, сарми, а сега и со сервис до вашиот дом. А за време на ручекот ве забавува најдобриот тамбурашки оркестар во Македонија. Во најетно и најмакедонската меана кај нас. За мераклии, мераклиска меана. Бриони. Единствено место каде минусот е плюс. Жешка ценовна акција на ПСС Хум центарот во Штип. 20% за расвета, 10% за електрика, 10% за сите домакински апарати, 15% за водовод и санитарија и 15% за асортиманот на целата бела техника. ПСС Хум центар Штип. За подобра понуда не сте слушнале. Стварно е супер. Уж по едно од мене. Батка, значи стварно масло е зејтин. Брилијант и се е како подмачкано. Многу понуди, многу реклами, високи цени, малку пари. Што да се купи, каде да се купи, кој е трговец, кој е пријател, кој продава, кој подметнува, како да одлучам? Не мислете вие, Зендолино мисли на вас. Маркети Зендолино. Докторе, да продолжиме таму кај што мене една работа не ми е јасна. Зголемениот интерес рековте, затоа што квалитетот, операциите се добри, но јас не знаев досега, сум слушал, меѓутоа, дали има нешто што државата има возможува на луѓето кои што им помага и олесно на луѓето кои што имаат слепило. Не говорам нели за овие прегледи што се, туку при оперирање, бидејќи дел од категориите во држава имаат право на одредена помош. Да, тоа не имаш право, значи ова влада на многу категории на граѓани има дадено голема помош. Истото го направи и со нашите пациенти, впрочем со одлука на влада сите наши граѓани кои имаат помала пензија од 10.800 денари не партиципират за болничкото лекување, така да согласно таа уредба на владата да ги субвенционира практично, односно да ги плаќаат тие средства за партиципација, нашите граѓани не плаќаат ништо, а бидејќи тоа е практично
најголемиот број од нашите пациенти тоа се пензионери и при тоа знаеш дека пензиите ретко има кој поголема пензија од 11.000 денари. Практично ние и ретко памтиме кога некој ќе нас плати партиципација, значи апсолутно се бесплатни операциите, не се плаќа ни денар, значи ни за диагностика, ни за самата операција, ни за контролите после тоа. Да. Исто така и тие лекови кои од новата генерација лекови кои треба да ги стават капките пациентите после операцијата, практично и тие се ставени на позитивна листа на уште еден лек има, мислам дека брзо ќе се стави и тој. И практично и за лековите луѓето не ги добиват преку фондот на картонче. Тоа дополнително ни ја зголеми листата на чекање. Меѓутоа јас пак морам да кажам отворено, јас во рамките на сите мои можности, заедно со менеджерскиот тим на болницата, заедно со Министерството, ќе смогнеме сили и мислам дека ќе нема да имаме повеќе листи на чекање, ќе најдеме начин да ги изоперираме практично сите пациенти и за да можеме да ги фатиме во раната фаза на појавата на катаракта, да не имаме како сега комплицирани катаракти кај што да кажеме и исходо и враќањето на видот е малце повеќе проблематичен. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Го поздравувам докторот и токму ја погоди темата на која разговара, бидејќи јас сум пензионер, а тој многу ќе помогне на пензионерите, бидејќи во таа возраст имат потреба за лечење на окото поради старост. Така? Инаку доктор Газепов произлегува од едно видно докторско семејство од Радовиш, инаку ја во Радовиш учев гимназија, многу го познавам неговиот татко, а посебно би ја поставил едно прашање. Спомна дека имала нова опрема, а посебно ме радува што испраќа кадри во странство да се обучуваат, а потоа тоа знање да го пренесат тука и така да целта на болницата е да биде регионален центар на Источна Македонија, а во пошироко, бидејќи знаеме дека сега болницата ќе биде во клинички центар, а и таа опрема што е донесена, а и спомна, а и листа ги знам кои беа на специализација, таа опрема кога ќе се пуши во употреба и верувам дека со стручните лица кои се на специализација и современата опрема многу ќе допринесат за лекување на окото, за катаракта што се спомна, глауком и други. Би сакал, значи, опремата знаеме дека е набавена, а знаете техниката се напред и напред да не застарува и во иднина можеби нова опрема ќе се набави, така да ме интересира опремата кога ќе биде во функција и кога ќе се употребува кои се луѓето. Благодарам. Благодарам многу. Пријатно. Ова ми земате едно од прашањата кој што беше предвидено околу опремата, токму така, колку сме опремени и тоа е многу важно. Сакам да заблагодарам на убавите зборови на нашиот и ваш гледач, наш пациент. Значи, некне на 8 февруари практично го пуштивме последниот апарат кој не беше ставен во функција. Значи, станува збор за ласер од последната генерација на ласери за фотокоагулација на окото од компанијата Алкон, таа е водечка компанија во светот. Практично со тие интервенции што ги направивме на првите 4 или 5 пациенти, не се сеќавам точно, отпочнавме и со таа проблематика. Станува збор за пациенти кои се главно болни од болестта диабетес мелитус, од шекерна болест. Знаат сите граѓани дека главните последици кои ги дава таа болест се проблеми со очите и проблеми со нозите. Значи, се оштетуваат кривните садови на окото, се ствара една нова неоваскуларна мрежа во окото и тоа представува сериозен проблем за губењето и губење на видна острина. Практично со овој ластер за фотокоагулација доаѓа до намалување, односно до коагулирање на таа нова васкуларна мрежа и до спречување на истекување на крв во самото око, заматување и крварење во самото око. На тај начин се очувува видната острина и да исто така нашата цел е да постигнеме длабока старост кај таа категорија на пациенти со една добра видна острина. Првите ласери исто така беа направени со докторка Марија од Такуда Хоспитал, нашите пријатели
од јапонската болница во Софија. Со докторката и беше многу мило што е прв пат во Македонија, беше прв пат во Штип, најдена една многу пријатна средина и вети дека често ќе доаѓа во Штип, барем првите неколку месеци додека да стане рутина од нашите лекари. И тоа не е единствен пример, често слушам за доаѓање на стручњаци од други болници. Кабинетот за лазерна фотокоагулација треба да го води колешката Икономовска. Она беше наука во Украина за овој тип на ласери, така да многу брзо јас ќе биде то рутина. Јас во оваа прилика сакам да ги повикам здруженијата на диабетичари да направиме една средба, да можеме организирано сите болни од диабет да го поминат тај кабинет, да се види состојбата на нивните очи, да се види дали се за ласерирани или не, во која фаза се да ги имаме ние како дата база, за да можеме навремено да ги ласерираме, за да луѓето не го губат видо. Верувам дека ќе се одзват на тоа, бидејќи се организирани прилично здруженијата на диабетичари. Ќе се вратиме на опремата уште еднаш, да го вклучиме следниот гледач. Повелете. Добро вечер. Добро вечер. Јас да го поздравам вечерашниот гостин доктор Газепов и сакам да го прашам за очиот притисок. Значи вака јас како што знам, како што сум информиран, бил многу подла болест. Има ли докторе превенција против глаукомот? Превенција. Така, благодарам, пријатно. Да. Значи, единствената превенција е рано откривање на оваа болест, а за да се рано открие, мора да се измере очниот притисок. Значи, аналогно, мора пациентот да дојде во офталмолошка ординација, да се измери очниот притисок, тоа е веќе безболна метода, втор пат ќе напомена, безконтактна, нема опасност дека може да му стане се некоја инфекција или повреда, трае 1 секунда и со тоа ќе биде и пациентот и ние ќе бидеме Мене не ми е јасно, рековте еден момент, најопасно е таму кај што симптомите не се сигурни. Дали има било што може да го наведе човек да помисли дека нешто не е во раната фаза на појавата на оваа болест практично нема ни еден симптом и тоа е опакоста на оваа болест, дека она постепено ни го коништува очниот нерв, а ние не сме свесни за таа работа. Кога веќе приметиме дека не гледаме, тоа знае да биде веќе касно и тука не можеме да го вратиме видот назад. Затоа е тоа подмолна болест и затоа ние мораме нашите граѓани да ги натераме да дојдат во нашите ординации, да можат да го измереме очниот притисок, на тај начин да бидат да успееме да, ако се имаме појава на очни притисок, да го лекуваме, за да не дојдеме да он ни го оштети очниот нерв. Морам да напоменам тука дека во рамките на клиничката болница Штип е отворен кабинет за глауком во здравниот дом. Го имаме најсовремениот апарат периметр со кој се снимаме очното дно, значи правиме видно поле, значи кај што можеме на видното поле точно да ги видиме сите промени ако ги имаме од болеста глауком. Имаме го најсовремениот безконтактен тонометар, кај што значи за 2 секунди можеме да го измериме притисокот. Практично нема ни една причина да не е рано откриеме болеста. Сега ќе биде наша мисија да допреме до нашите пациенти, до нашите граѓани, да апелираме да дојдат на еден преглед. Па макар биде и бесплатен, значи на тие што немат осигурување ќе најдеме начин да им излезе им пресветлибе, се со цел да ја рано откриеме болеста, бидејќи последиците се големи и за пациентот и за државата. Еден слеп граѓанин ова земја ја кошта многу, а знаеме дека видот нема цена практично. Така. Рече дали ме гледач? Имаме добро вечер, повелете. Ало? Се исклучил. Да се врат. Има? Аки има, го чекам, ајде. Ме интересираше дали со опремата сме на ниво, барем во регионот, на оние болници кои што се на некое светско ниво, да речеме. Бидејќи нели постојано се говори дека се инвестира, се донесува опрема. Значи имаме иста опрема, компатибилна, буквално иста опрема како што има јапонската болница во Софија. Нашиот гост од Америка, кога дојде, баш беше пријатно изненаден дека он баш го очекува тај апарат што го имаме ние да го добие, значи да го добие во неговите приватни болници во Америка. Ние веќе го имаме
го имавме повеќе од 6 месеци, така да ние го имаме врвот на опремата на едно светско ниво. Се уште во овој момент нема нов подобар апарат. Во оваа прилика сакам да напоменам дека ние конкуриравме со 4 апарати да закружиме целата диагностика во проектот на 100 нови методи во Министерството за здравство. Очекувам дека позитивно ќе ни биде одговорено за таа работа. Ни фали уште апарат за OCT, окуларна кохлеарна томографија на око, уште некои 2-3 ситни апарати, практично ќе нема апарат на едно светско ниво, да на модерна светска болница, кај што ние ќе го немаме во нашето оделение. Рече, дали го добивме гледачот? Ајде да го вклучиме, мислам дека по тоа време за вториот блок на реклами. Повелете. Ало. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Јас сум еден стар човек што не гледа. Икономовата ми е матична лекарка. Добро. И сино одведеа жената едно толку и го прави у февруар, мислам, операција. Се още за другото. Може да ми кажете кога ќе почне да прегледуват? Добро, благодарам. Ова е Значи ние веќе интензивно почнавме да оперираме од контингентот на леки за ова година. Веќе се оперирани повеќе од мислам и повеќе од 30 пациенти се веќе оперирани, така да сите пациенти сега се ставени на мој термин. Значи јас морам тука да ги информирам граѓаните дека реформата на Министерството за здравство како и за се друго важи, како и за операциите, и морам да напоменам дека сепак се прави и некој приоритет кај луѓе кои двете очи, значи не гледат. Имаме такви пациенти што практично се слепи и ти имат предност за оперираните. За разлика од тие пациенти кои веќе едното око им е оперирано. Меѓутоа јас пак ќе кажам, ќе направиме воредни напори да идната година ни биде што помала, практично и да немаме листа на така, значи започнато, ако имаат закажано термин, треба да значи со колешката Икономова сте закажени на нејзината листа за операции, мислам дека брзо ќе бидете повикани за операција. Рече, предпоставам и уште едниот гледач ќе го вклучиме, па потоа реклами. Така е, добро вечер. Ало? Ало? Да, повелете. Вклучите ли ме со... Да, тука ве слушаме, да. Во програма сте. Да поставам едно прашање, да го поздравувам и докторот. Може. За глауком. Болеста што ја збори. Добро вечер. Да, повелете. Да ви кажам на доктор да му поставам прашање за глауком. Јас имам глауком на двете очи. Кои капки се најефикасни? Тука слушам го што зборе, па да ми каже. Јас ги примам темелово. Така, добро. Дали може генерално да се... За глауком. Така, добро, јасно. Значи имаме поголема палета на лекови, на капки за борбата против глаукомот. Неколку видови на капки имаме и терапијата зависи од повеќе причини. Прво, во која фаза е пациентот, дали е во некој акутен напад или е во некоја стабилна форма, дали треба да го намалуваме или само да го одржуваме постигнатиот низок притисок. И заради тоа се препорачени на светско ниво 3 до 4 контроли годишно, кај што да кажеме пациентите со глауком ќе се го видат својот офталмолог, го мерат точниот притисок, еднаш годишно треба да се прави видно поле, да се направи пириметрија во почетната фаза, во подоснежните еднаш на 2 години, да се следи состојбата на очниот нерв, на видното поле и значи ќе се ординира терапијата во зависност од состојбата на пациентот. Тимололот се едни од основните капки во борбата против глаукомот. На нашите сега на позитивна листа го имаме и капките Азот, кои со така ни многу помагат. Тука се капките Бетоптик, имаме значи Траватан, имаме Дуотрав, имаме, да не спомнам некој лек да не испуштам па некоја компанија да ми се луте. Може би требаше да ги кажам со генерично име, ама не, значи имаме на голема палета на лекови. Поголем број од тие лекови се на позитивна листа. Имаме сега еден нов лек кој исто така се бориме да го ставиме на позитивна листа, која е добра за нашите пациенти. И мислам дека
немаме причина за да имаме пациенти со висок очен притисок. Така. Режија? Ако ми дозволите ми дозволите да заокружам за глаукомот, значи една од нашите идни активности кои сакаме да ги спроведеме на нашето очно поделение е значи воведувањето на операциите на имплант, така наречен експрес имплант за болните од глауком. Станува збор за еден вид имплант кој се става во окото, како народски кажано, како еден чеп, кој да кажеме на одреден притисок на окото ќе отвара и практично вишоко на очна водичка ќе се истекува преку тој шант, за да не дојде до покучувањето на истото. Тоа е една новина од компанијата Алкон, која пред неколку месеци се стави првиот во Македонија на клиниката, кој беше од донација. Сега, значи, јас се борам со значи, повеќе фактори, навеќе со, значи, за да направиме заложба, да ги добиеме тие импланти и во Штип, да ја направиме првата операција и да почнеме и новата ера во лечењето, оперативното лечење на болните од глауком. Така, тоа е новината. Режија, можеме да одиме со последниот блок на реклами, после кој се враќаме сосема кратко и за одјава. Најниски цени во маркетите на Кидго. Чаден свински врат Глобус 319 денари. Шунка специјал Мейн 166 денари. Париска 2+1 гратис 125 денари. Замрзното пиле Зиер 122 денари. Паштета Верблински 8 денари. Чај Юмис 2+1 гратис 42 денари. Наполитанка 3+1 гратис 29 денари. Влажни марамици Ада 2+1 гратис 99 денари. Маркети Кидго. Осигурителната компанија со најразвиена мрежа во Европа со нова канцеларија во Штип. Винер. Сега вашите можности се неограничени. Винер наспроти безистенот во Штип. Нашите клиенти мирно спијат, а вие? Најудобна програма за сите генерации и најголем избор на детски долен веш, боди и тренерки од сопствените линии нуди Ники Текстил. Од протирка Делчево и Тритекс во Ники Текстил понуда се крпи во сите димензии и бои, облека за вашето бебе и нова можност за избор на долен веш. Во Штип на улицата Ванчо Прге и на 2 места во центарот на Кочани барајте го Ники Текстил. Ники Текстил, помеко од сопствената кожа. Порта Пролет, прв деловно стамбен простор кој во источниот регион се гради во барок стил, со големо внимание посветено на сите детали, комфорт, економичност и заштеда на енергија. Објектот е сместен во најубавата и најмирна локација во Штип, во близина на детска градинка, градска болница, полиција и паркот Суитлак. Порта Пролет располага со 86 станови со површина од 60 до 178 метри квадратни, деловни простории, 96 места за паркирање, лифтови за луѓе и автомобили и 24 часа безбедносен мониторинг систем. Порта Пролет, вистинска инвестиција во животот по цена прилагодена на нашиот стандард и олеснети услови на плаќање. Избор на гуми кои најцврсто се држат за секоја површина. Мишелин, Клебер, Корморан, Тигар и други. Нивно балансирање и полнење со азот. За возилата со голема носивост, ТТГ Питстоп ги нуди Бриджстон, Фаерстон или Корморан. ТТГ Питстоп, стабилно на секое место и во сите услови. Ексклузивни цени и попуст од Агро 9 км Штип. За новата земјоделска сезона набавете ѓубре растурач за само 210 евра. Комплет прскалка за 600 евра. И попуст од 20% на сите акумулатори. Агро 9 км Штип, партнер за европски резултати. Понуда од Хамачи центарот која не се одбива. Само кај нас, најбрзо и наједноставно до вашиот производ, и тоа дури на 24 рати. Се на едно место, во најголемиот центар на истокот, Хамачи. А за пари, не губете време по банкарски шалтери или авторитет кај најблиските. За вас работата веќе ја заврши Хамачи.
Ресторан Ваго. Мени по избор, цени по договор, специјални светлечки ефекти по желба на младоженците. Капацитет за 450 гости. Секоја свадба е посебна приказна само во ресторан Ваго во Штип. Сите плаќаат исто, но некој добива повеќе. И повеќе. И повеќе. На бензинските на Мак Петрол. Новиот Ултра Дизел Powerjet. Сите плаќаат исто, но некои добиваат повеќе. Еве назад ќе имаме време да одговориме на уште некои прашања. Мислам дека прво имаме гледач. Моето прашање ќе остане натаму, а сосема е практично. Добро вечер, повелете. Ало? Ало, добро повелете, вечер. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, да, повелете. Ало. Повелете. Поздрав до вас и до доктор Газепов. Благодарам. Имам прашање до Газепов, доктор. Ајде. Силпун од Виница, од село Блатец, во врска со мојот татко, имаше повреда на окото и лежа во болница там во Штип на оделение и пушти ја го една недела лежа и треба операција се направи, више чекаме 8 месеца, 9, некој тендер за лек или не знам што е, па прашање до докторот, дали ќе биде брзо, ако не да гонеме работа по Скопје негде нещо. Од кога чекате? Од 7-8 месеца више чекам. Добро, добро, благодарам. Нешто за каква, само да ни кажеш, операција чекате? За каква операција? Се исклучи гледачот. За каква операција чекате, го сте тука? Имаше повреда на окото. Добро. И сега... Значи, јас ви повикувам уште утре, значи, кога сакате да дојдете најточно од оделение, сите операции кои се врзани со повреда, некои од нив ние можеме да ги работиме во Штип, ама повеќето од нив се работат на клиниката за очни болести во Скопје. Значи, не можам да ви кажам ништо конкретно вака на телевизиски настап. Јас ви повикувам уште утре или кога сакате идната недела, значи понеделник, вторник, да дојдете на очното оделение Штип, ќе направиме точна диагностика, ќе видиме каква работа и многу брзо ќе бидете кооперирани. Практично утре. Да, значи ако е нешто што ние можеме во Штип ќе го направиме, ако не ќе бидете упатени на клиниката за очни болести у Скопје, бидејќи последиците од повреди, од травми, ако се реконструкција на око и некои други работи, тие се прават само на клиниката во Скопје. Дефинитивно тие имат пациенти и најголема предност. Ја не знам како е можно 7 месеци човек со повреда да е, значи не е тоа катаракта која, да кажеме, хронична болест и е елективен програм кај што може и да се чека, повредите не може да чекат. Повелете, значи уште утре кај доктор Газепов да видите што е како е. Благодарам на јавањето, пријатно режие, мислам дека немаме време веќе за гледачи. Едно практично прашање. Очила или контактни леки? Што е попаметно, бидејќи станува мода некој да се ставаат леки, некој, значи има различни мислења, стручно. Значи ако ме прашавте пред 3-4 години, ќе ви кажев научери. Сега ќе кажам контактни леки, заради тоа што новата генерација на контактни леки практично се силиконови со 31-34% вода. Тие се тенки колку целофан, буквално немаат никаква штетно влијание врз очите, комотни се, лесни се за ставање и најновата генерација од типот на аероптик имат можност и еден месец да не се вадат од окото. Сега има друга работа. Се ставаат и од естетски причини. Колку тоа може да биде, да речеме, опасно. Бидејќи едно е да се стават за видот, друго е да се стават од естетски, сакам зелени очи. За да некој си стави сам контактна леќа, во окото мора да помине обука за истото. Секој што ќе помине обуката, што веќе ќе биде обучено да може сам себе да си стави контактна леќа,
ќе може да стави било каква, било естетска, било диоптерска, било терапеутска, значи таков пациент нема да има проблем да си стави било каква леќа во окото. Имаме пациенти кои, да кажем, и покрај сите услуги, и покрај изголемен третман на обука, имат јак рефлекс и баш кога треба да си ја стават леќата, они јако замижат и не може да си стават леќата. За среќа тоа е една мала бројка на граѓани. Повеќето наши граѓани можат многу лесно да си ја стават. Ние имаме бесплатна обука за ставање на контактни леки и во оптиката и во болницата, така да сега се светски тренд број 1 код контактните леки, поготово што не морат секојдневно да се вадат и се стават од окото. Режија, како што ми кажавте, мисля дека ќе имаме време за уште еден гледач доколку се јави, ако го има да го вклучиме. Добро, ќе чекаме. Јас тргнав со практични прашања, нешто со што се сочувам секојдневно кога ќе прашам, често се споменува терминот старечко слепило. Значи со возраста, како минуваат годините, дека е нормално да се намалува видот. Зашто станува збор тука да појасним? Значи станува збор за презбиопија, значи тоа не е слепило. Намалување. Да, значи со текот на годините, над 45-та година од нашиот живот почнува со намалување на акомодациите на нашето око и практично почнуваме да гледаме намалено за близина. Тоа е на 35 до 45 сантима. И веќе од тај период нормален човек, значи човек со нормален вид, има потреба од наочара за блиско. Значи станува збор за физиолошка појава, значи не е тоа болест, не е тоа патологија, значи и не е тоа слепило, значи се решава, значи да не направиме забуна кај нашите гледачи. Значи станува збор за нормално старење на нашите очи и потреба од наочара за гледање на близина, значи во нашата возраст над 45 години. Така не треба да се плашиме од зборот старечко и старост. Таа прогресира, се зголемува, исто така да не се плашат нашите граѓани, да се почне со обично една диоптрија во плюс и знае да се заврши со 3-4 во длабоката старост. Може да се менува. Да, и значи тоа е нормална физиологија на окото, не е страшно. Режија, сега е време за последниот гледач. Повелете. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав до гостино. Благодарам, повелет. Поздрав до водитело. Благодарам. Немаме прашање за гостино, имаме само да му честитаме на водитело среќен роден ден. Ајде, машала. Нека е со среќа. Благодарам многу. Еве некој и јас се придружувам кон честитките. Поздрав. Благодарам многу. Сега некој што ми издаде тајна, нема да кажеме која година, а можеме да кажеме само дека веќе сум во фаза на она што докторот пред малку говореше на старечкото слепило и треба да размислувам. Сега, бидејќи веќе вака ми завршува емисијата, уште едно прашање кое што е поврзано со она што предстои пролет доаѓа, алергиите често пати и тие се поврзуваат со црвенило на очи, со солзење. Колку тука може и како треба да се внимава? Значи, интензивно ова недела, од саботата посебно, добивме на голема бројка на пациенти од алергија, со алергиски конјунктивит. Сигурно некои од полените веќе се расцветени од дрвјата и практично се отпочнува сезоната на алергискиот конјунктивит. Сите овие пациенти кои ќе добијат црвенило, печење, осетна чувство како да имат песок во очите, наутро, обично слузав секрет во окото, веднаш нека се јават во нашите ординации. За среќа, сега имаме нова палета на лекови кои успешно се бореме против алергијата и за само 1 до 2 дена ги смируваме тегобите кои ги имат они, тоа црвенило и тоа нелагодност во очите и практично можеме да го држиме под контрола за целиот период додека трајат овие алергиски експозиции. Период кој што доаѓа, како што реков. Режија, доколку немаме гледач, така. Уште еден. Добро дека го вклучиме, повелете, доктор, сакате уште. Сакав да кажам дека најдобриот лек за против алергија да се избегнуваат алергените. Ако веќе си ги знаат пациентите од што е, да ги избегнуваат. Имам многу пациенти кои знаат дека се алергични, пример на липа, а се уште чуваат липа во собствениот двор. Тоа треба да се тргне или да се избегнуваат експозиција
на алергии, се со цел да нема контакт на окото со алергените. Така. Ајде последниот гледач, повелете. Ало? Ало? Добро вечер, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Добро вечер. Да. Јас сакам мислам да искористам прилика да упоздравам докторов и да упоздравам водитело и да му честитам роѓенден. Благодарам, да. Да му честитам роѓенден. Да не премине во честитки, само благодарам многу. Само тоа. Сакам, да? Сакам посебно сакам посебно докторот да го поздравам и вакви акции да има многу повеќе во клиничката болница, да има врвни доктори кои ќе ги лекуваат повеќето области, повеќето болести. Бидејќи се однаса на пензионерската популација и јас од името на повеќе пензионери сакам да го поздравам и Сосема јасно, бидејќи станува збор, знам дека на линија ни е претседателот на Сојузот на пензионерите за град Штип. Така? И од тој аспект предпоставам дека е поздравот за оваа акција. Рековте дека најголем дел, голем дел од пензионерите се наши пациенти. Благодарам за поздравите. Во оваа прилика сакам да напоменам дека целокупниот персонал на ночното оделение, вклучително средниот медицински персонал, е прекрасен, извежбан, хуман. Ние впрочем пред некој ден имавме и со Баба Марија од Драмче, што да кажевме, да, имавме еден голем хуман гест што го направи. Значи мојот среден персонал морам да кажам, бидејќи сум поврзан со работата и на факултетот за медицински науки, оптометрија насока имаме. Да, морам да ги тука да не мисли на лута да ги споменам и моите млади колеги доктор Шикиринов и доктор Спасов. Тоа се значи нашиот подмладок, еминентни доктори кои у периодот кој доаѓа ќе дадат својот допринос во спречувањето на некои болести и лекувањето на истите. Заедно со нас повозрастните колеги, мислам дека ќе имаме една добра млада екипа и дека добра опрема и мислам дека нашите граѓани не треба да се секират. Ова е одговор на моето прашање кој ви ови на телото мисијата, дали имаме капацитет, имаме. И најважно на крај да кажете дали граѓаните можат да очекуваат тој период, мислам дека прашањата најмногу беа тој период на чекање за операциите дека ќе биде намален, дека ќе се Значи, ова година ќе го намалиме максимално, со тенденција идната година практично и да го немаме. Значи, ако некој дојде и се оперира за месец или два, тоа практично не е чекање, тоа е практично одма и лекување. Нашата цел е да го постигнеме тоа. Значи, да дојде да му се диагностицира и многу брзо, значи за неколку недели да се оперира. И да се вклучат. И тоа ќе го постигнеме и идната година. Како беше од 9 до 15 во неделата на Голком. Па можат и порано ако сакат да дојдат. Да. Благодарам за вашето гостување, докторе, да одиме на мисијата додека не ми станало непријатно уште повеќе. Благодарам на оние кои што се јавија. Јас да отидам да славам што ме така веќе. Благодарам за вашето гостување. Тоа беше гостувањето на доктор Страхил Газепов, раководител на очното оделение при клиничката болница во Штип. Слушнавте доста информации кои што за вас ќе бидат уште како важни и се важни и препораки. Вклучете се во акцијата Недела на глукомот од 9 до 15 март и навреме одете за се она што сакате да го прашате и треба да се интервенира за да го зачувате својот вид. Сите заедно со вработените на ночното оделение. Благодарам и на соработката. Се гледаме утре вечер со ново издание веднаш по првите вести.